Да, се гледаме повторно Студио 2 Аргумент Плюс, вечерва политички разговор со Боријан Ѓузелов, политиколог. Добро вечер, добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Пред да почнеме би сакал да изразам сочувство на загинатите и да посакам побрзо и подобро опоравување на оние кои се уште во болница. Да, овие денови министерот Аравари некои охрабрувачки вести ни соопштува и дека во текот на денот треба да се вратат дома уште 5 пациенти од странство. Бројот на оние што се лекуваат таму ќе биде околу 108, овдека во болниците имаме 23, имаме една критична бројка на пациенти, но сепак посакуваме, нели, што побрзо оздравување и заздравување од овие рани што ги предизвика тој кобен настан. Боријан, јас ги отвори вестите со еден цитат на социјалните мрежи од професор, кој вака напиша: сложени лидери, парламент суспендираат, сложни пратеници во четврток не прашуваат. Има символика во оваа реченица, но фактот е следен. Утре требаше да биде ден за пратенички прашања, ќе го немаме. Доцна попладнево председателот на Собранието Гаши испрати едно соопштение во кое вели дека одлуката да не заседава парламентот во овие чувствителни, сензитивни денови е донесена консензуално со сите партии и тоа е во интерес, во смисла да не се изложува ниту парламентот, ниту пратениците, ниту јавноста на некои непотребни тензии, сензационализам и обвинувања поврзани со овој случај. Да, многу несреќна одлука е тоа да се суспендира работата на парламентот. Овие чинам 2 недели ќе бидат вкупно, така? Или можеби од вторник почнуваат со работа. Од вторник почнуваат, да. Наместо да покажат една проактивност и една и човечка и политичка одговорност и да не само редовно таа работа да продолжат, туку и вонредна работа да си дадат, особено во смисла на една од клучните улоги на парламентот е и надзорната улога. Значи, многу од работите што сега ги прави извршната власт, согласно устав треба да ги прави и парламентот. Во многу комисии имаат надлежности поврзани со оние сега веќе идентификувани неправилности кои секој ден се повеќе и повеќе се утврдуваат поврзани со пожарот. Значи, тука парламентот има надлежности, пратениците имаат можност и слобода да бидат проактивни и да не само да ги остварат своите надзорни надлежности како пратеници и членови на парламентот, туку и да почнат да предлагаат начини законодавни и законски решенија и решенија како да се подобри постоечкиот проблем на лоша имплементација во многу области, за да превенираме нови вакви катастрофи. Да, но видете, Боријан, ова што го говорите вие е некој процес. Така се случи, ова го поврзуваме во контекст со трагедијата во Кочани. Така, за да се сменат законски решенија потребно е време, да се исчитаат сегашните, па да видиме кај кај можеме да интервенираме. Да. Прашањето му е зошто навистина донесоа во оваа улога, повторно ќе имаат вторник, ќе се активираат, ќе се мобилизираат, ќе предложат законски решенија или ќе поддржат или така ќе заседаваат. Во овој чувствителен период, навистина оваа одлука нивна е зашто сочувствуваат со целата трагедија или навистина се поштедија себе си, брутално и да звучам, од да не види јавноста дека кај нив нема политичка зрелост и однос кон вакви ситуации. Бидејќи дебатата постоеше опасност да се сведе, нели, на меѓусебни обвинувања, иако е демократски и легитимно во вакви моменти да се постават сите логични прашања поврзани со одговорност и неодговорност за трагедијата. Зошто ваков консензус направија? Каде да ги бараме мотивите? Тоа е некако сами себе си ја потценуваат својата улога во целиот политички систем со оваа одлука. Значи, основата на парламентаризмот е да се стават на мегдан сите несогласувања и таму да се дискутираат многу повеќе отколку во другите институции. Значи, основата е тоа.
и основата е да ги повикаат на одговорност тие кои треба да бидат повикани од одговорност, без разлика дали се тоа носители на сегашни функции, дали се тоа можеби представници на сегашната опозиција кои тогаш биле на власт и така натаму. Да ја поштедиме јавноста од нашата работа, тоа повеќе говори за тоа како тие ја доживуваат својата работа. Јавноста на вистина реагира на оваа одлука на парламентот и не знам дали умесно, неумесно, етички, веќе ние не знаеме каде се тие тенки линии. Требаше ли можеби парламентарците да ги видиме на една кратка, наменска седница на собранието на која заеднички сите ќе одадат едно сочувство. Тоа е минимум што требаше или треба да го направат. Мислам дека уште не е ни доцна за тоа. Она што мене повторно ме загрижува е таа една ноншалантност и една тенденција да кажат добро, сега ние не сме надлежни за ова, сега ова го прави владата, нели, борбата против криминалот, корупцијата, целиот овој ресет на системот кој го зборуваат носителите на извршната власт. Зашто да не бидат дел од тоа и пратениците? И тоа пратениците и од опозицијата и од власта. Затоа што сите кога одат на избори, сите велат дека се против криминал, против корупција, за владење на правото, за сите работи кои очигледно доведоа до вакви катастрофи, ќе кажем, затоа што не е само оваа катастрофа. Сакали или не, пратениците од понеделник ќе се соочат, од вторник, поточно, бидејќи понеделник е празничен ден, ќе се соочат со прашањата на новинарите. Говориме за пратеници кои во тој дел од Македонија, нели, се избрани со мнозинското во гласови и во опозицијскиот и во владеачкиот блок. Тие се репрезент на граѓаните, на народот. И не само во тој дел, извинете што ќе ве прекинам. Значи, овие проблеми на цела држава ја засегаат. Сите се засегнати и сите не само географски, туку и тематски. И има многу други теми, не е само ова сега што е, нели, угостителска дејност против пожарна заштита, начин на кој се добива лиценци и така натаму. Ако навистина, јас ја поздравувам волјата на владата да го искористи ова како една голема причина за рестарт, ама за тој рестарт сега владата вели и експерти и сите велат сите треба да учествуваме, значи се слагам, треба да учествуваме и ние граѓаните, треба да учествуваат професионалните здруженија, сите треба да учествуваат. А каде се пратениците? Пратениците се клучната алка во овој систем. И тоа исто така, верувам дека понатаму ќе зборуваме малце и за граѓанскиот одговор на овие проблеми. Мислам дека треба една од адресите на граѓански притисок да биде и парламентот. Да, па Иве, да го прокоментираме тоа. Ние имавме протести кога се одржа во понеделникот во Скопје, мислам. Така, сега беа големите протести. Да, и минатата недела имаше собири. Имаше собири мирни, се оддаваа со молчење или со молк во спомен, во чест на загинатите. И секако тој процес тој израз на граѓански револт доби и политичка и партиско етикетирање и никако уште на самиот старт како да се засенија протестите, целите кои сакаат да се постигнат. Тезите се дека на тие протести не се бара оставка од владата, на тие протести се прашува кој е следен, во смисла дека самата поставеност на системот како систем изминативе 3 децени ни ги зема децата, ни прави вакви трагедии. Она што можеме да го земеме како, не бим рекол позитивен аспект на целово ова, но нешто што е некое колективно освестување, што сега веќе не мора никој на никому да каже корупцијата убива. Сите го знаеме тоа, имаме за жал емпириски докази за тоа. И сега постои една голема недоверба во институциите која е оправдана, која сегашните носители на јавни функции треба дупло повеќе да работат и дупло повеќе да демонстрираат дека сакаат еден позитивен дисконтинуитет да направат преку темелна и непристрасна истрага која се надевам дека ќе вроди со плод.
но понатаму во сите тие чекори значаен е граѓанскиот инпут, значи јавноста ќе биде будна и мислам дека и не само преку протести и преку други форми на делување, еве например и граѓански прашања до пратениците што сработиле, како сработиле, каде можат да кога велев нели дека адреса на граѓанскиот активизам треба да биде и парламентот. Значи треба граѓаните и ќе бидат, верувам, будни за да ова се истера на најнепристрасен и квалитетен начин. Затоа што довербата е ниска, претходните искуства се лоши, се заташка други случаи кои исто има трагични последици, се заташкуваат многу често помали случаи на неодговорност. И сега, ако стварно сакаме да направиме еден рестарт на системот, ме инспирираше таа изјава после неколку дена на министерот Панча Тошковски, не гледам пар зашто ВМРО, ДПМН, премиерот и па делумно и министерот за внатрешни работи имаат еден дефанзивен и малку на некој начин параноичен став кон граѓанскиве движења сега. Оставете, тие треба да бидат ваши партнери низ процесот на рестарт. Немојте мислите дека некој сега, мислам, оваа власт има солиден легитимитет, сега беа на избори, речи си да нема опозиција која може да ги загрози. Значи, во целиот овој процес, граѓанскиот активизам и здружен и ова иницијатива која е следен и сите други иницијативи, значи треба да бидат легитимни партнери во процесот. И секој граѓанин, еве јас сега денеска пред да дојдам во студиото, се симнав еден спрат под мене да видам дали имаме во хидрантот црево и немаме црево, го имав проверено и пред 2 месеци и сега се уште немаме црево. Значи сите ние како граѓани треба да учествуваме во процесот на едно колективно освестување пред се за нашата нужна безбедност, а понатаму и за тоа што е малце по-абстрактна категорија, но е се уште значајна, а тоа е владењето на право. Да, сите овие работи сега не се на тест, туку целосно ќе бидат мониторирани од очите на граѓаните. Премиерот, мислам дека и власта имаат конструкција, реченица дека никогаш не го ускратуваат правото за мирни протести, за изразување на граѓански револт, но за волја на вистината сведочевме и на видеа, каде што организирано, свесно се правеа планови за организирање на протести со поддршка од надвор и сето тоа, затоа веламе многу тешко во вакви сензитивни моменти да се стави некоја линија, бидејќи протестите треба да бидат граѓански, одлепени и од партиски и од политички кујни. Видете, делумно мислам дека тие видеа кои излегоа беа за цел да дискредитираат одредени изблици на протестен револт и така натаму, за да ги ограничат мобилизаторската моќ на тие кои ги организираат протести. Но содржината не беше баш за граѓаните кои навистина сакаат. Ако некој сака да се договори да излезе на протест, треба и некаков состанок да има за тоа. Мислам, немаше во тоа видео, колку што забележав, некоја голема заднинска завера во целиот тој процес. Веројатно нешто беше извадено од контекст, со сета ограда дека можеби не сум доволно информиран за целата работа, но за жал сум информиран за тоа како изминативе години, особено во времето на Груевски, постоеше една тенденција на дискредитација на граѓанскиот активизам и таа беше и поддржана од одредени медиумски мегафони блиски до тогашната власт, кои сега гледам дека повторно некако се активираат, а повторно не ми е јасно затоа што во целата оваа постапка барање одговорност, отчетност, непристрасност и сеопфатност на истрагата, тоа нели е во интерес на сите. Зашто тогаш има потреба од дискредитација.
Добро, сега вие велите дискредитација, ако нам влеземе во овие детали за содржината на видеото и дека тука имаме учество во тој разговор на странци, па после тој разговор кога се објави, имавме и оставки, повлекување на дел од личностите таму, не ми беше тоа намерата, сакав да поентирам дека во вакви сензитивни моменти кога имаме колективна трагедија, граѓаните природен е нагонот да го изразат револтот кон системот и дека веројатно ќе биде многу важно тој пат, тоа канализирање на тој граѓански револт да биде одлепен од секакво можно компрометирање. Во таа смисла да, се сложувам, ама тоа пак најмногу зависи од главните чинители во овој момент. Извршната власт, судската власт и законодавната. Веќе зборувавме за законодавната и за оваа несмасност што сега оние направија, но нека одредена несмасност во изјавите имаме и од страна на извршната власт, така што граѓаните треба да бидат, и верувам дека ќе бидат будни и евентуална поголема граѓанска реакција ќе зависи од постапките на чинителите кои ја водат истрагата, кои ги носат одлуките и така натаму. Предлогот за разрешување на републичкиот јавен обвинител е повлечен. Денеска заседаваше совет на јавни обвинители, ама нема кворум. Случајно или не навлегувам во тоа и не се стави на дневен ред тоа прашање, но владата, премиерот денески од владата велат повлечен е предлогот. И сега во еден од прилозите во вестите ние денеска имаме соопштение каде што ВМРО, ДПМН и вели на опозицијската СДСМ: оставете институциите да си ја работат работата. Јавното обвинителство работи супер професионално и не ни е јасно зошто вие како опозиција сега го напаѓате обвинителството. Улогите се сменија. Сега ВМРО, ДПМН е во одбрана на јавното обвинителство или тимот на обвинители кој го предводи републичкиот обвинител Коцевски, тоа е истиот оној кој до вчера нели беше политикант од тефтерчето и така натаму, а СДСМ сега ја презима улогата и се плаши дали ќе има селективна правда преку истрагата што ја спроведуваат обвинителите. Знаеме ли што правиме во држава? Видете, од една страна мислам дека е за поздравување тоа што подобрени се односите кои претходно биле влошени, дека му се дава подршка на републичкиот обвинител и тимот. Не знам дали се подобрени затоа што навистина верувале да се даде шанса, или дека ова беше еден ќор сокак во кој мораше да истапи обвинителството со сите ресурси поради тежината на случајот. Едноставно, состојба без избор. Ќе треба да видиме како ќе се одвиваат работите. За сега мислам дека има една навременост, дека за сега работите се онака како што јавноста очекува, но тука треба да бидеме и внимателни од еден легалистички аспект, дали можеби истрагата делумно и ги за да се амортизира шокот и незадоволството на јавноста, со истрагата се опфаќаат и лица кои можеби не се на ист начин вклучени во извршувањето на делата поврзани кои воделе до оваа катастрофа, и особено тоа дека има групно изречување, притвори и така натаму. Значи треба да се биде многу внимателен и да јавноста да биде будна за тоа како ќе се водат сите овие работи. Повторно ќе кажам, имајќи предвид многубројните претходни недоследности во слични вакви истраги, сега и опозицијата дува на јогурт и јавноста, така што од една страна и опозицијата има право да се сомнева во одредени дејанија и особено во евентуална влијание на извршната власт врз обвинителството и обратно, можеби, но од друга страна повторно ќе кажам за поздравување и добрата соработка помеѓу полицијата, извршната власт и обвинителството како представник на судската власт. Што претходно во многу случаи не било случај. Да, вела дека ова е еден од најобемните предмети, барем адвокати во ова студија коментираат дека работат сега во моментот, барем последна информација, 11 обвинители,
што кажуваа како паралела, например, случајот судењето за Змиско, каде што биле 75-76 осомничени, работеле 20 обвинители. Во овој случај ние со 30 засега, нели, осомничени, имаме 11 обвинители, комплексен предмет ова ќе биде, чувствителен исто така, па дури има дебати дали треба целиот процес во Кочани, во кочанските судови поради сензитивност или поврзаност на судии, соматичното место на живење со семејствата тука и така натаму, но поентата беше дека власта и републичкиот јавен обвинител во моментов се на иста фреквенција и дека обвинителот Коцевски има поддршка од власта, а предлогот за негово разрешување е ставен во мирување или целосно повлечен, ќе видиме. Ги заборавивме реформите во правосудството, очигледно последна ваква трагедија, но тие повторно ќе мора да ги ставиме на маса. Собранието изгласа интерпелација, че нам беа за 5 члена на судски совет. Тие не си дадоа оставки после изгласување. Кога тогаш ќе мораме да се соочиме со прашање за реформи во правосудството? Дали го чекориме тој пат, дали можеме да се надеваме дека власта, иако опозицијата вели дај да седнеме на маса, да договориме еден план и по тој план најпрво законски измени, па потоа нели разрешување. Па не знам од каде да почнам да зборувам за повеќе констатации, кажав чисто за да ја вратам за темата реформите во правосудството и ја ги следам многу долго и од една страна факт е дека судскиот совет ужива многу ниска доверба во не само во јавноста, туку и од самите судии, наместо да биде институција која треба да го брани професионалниот интегритет на судиите и воопшто независноста на правосудната власт. Тој изминатите години од 2006 кога ги има овие надлежности па се до денес е антипод на тоа и најчесто е полугата за извршување на политички и партиски влијанија врз судиите. Слично е и кај обвинителите и Советот на јавни обвинители. Злоупотребен беше и од влади водени од ВМРО ДПМН и од влади водени од СДСМ, така што тука потребни се некакви решенија, промени законски, но тие не гарантираат инстант промена во пракса, доколку пред се судската професија, судската фела не изгради една отпорност кон влијанијата. Затоа што и компаративните искуства од многу држави, посткомунистички држави, каде што постојат вакви специјализирани тела за избори и унапредување на судии, укажуваат на тоа дека во држави со ниска демократска традиција, каде што правосудството било претходно традиционално под влијанија на властите, на еднопартискиот систем и така натаму, многу е тешко да се изгради една таква отпорност, со исклучок можеби на Романија, каде што имаме одбратен случај. Така што не мислам дека има лесно решение за ова, онака како што го представува сега власта. Да, ќе видиме тие реформи ќе бидат неизбежни, еве дури денеска и председателот на МАНУ, Попов, ја споменува таа неопходност од реформите во правосудството. Денеска инаку МАНУ имаше годишно собрание, да, вообичаено таму во редовите, освен црковните власти, нели представници на МАНУ, да седят и државниот врв, па дури доаѓале, мислам, и поранешни председатели на држава, сегашен председател, некако денеска не го видовме тој состав таму. Сакаме еве да прокоментираме една од пораките, ги слушав внимателно, беше доволно дадовме жртви на патот кон Европската Унија. Повеќе нема што да дадеме и дури се отвори дилемата дали воопшто треба да инсистираме веќе на тој пат. Зборувам, ова е поента, како поента одговорот на председателот на МАНУ, 18 страници беше тој. Да. Ова е гласот на науката, вака, прво да кажеме, значи ова е невисоката научно, нели, образовна институција. Да, на македонската наука. Добро, вака се, добро,
очигледно, особено сега после катастрофава, овие сите други работи кои беа на агендата некако остануваат на страна и со право. Европската перспектива е нешто што веќе година-две и пред доаѓањето на оваа политичка гарнитура беше во еден ќорсокак. За жал, мислам дека и ќе останеме делумно во тој ќорсокак. Немаме некаква друга, но немаме ни некаква алтернатива. Обиди има сега на владата да се доближи до новата американска администрација, до Трамп, новото нормално и така натаму. Не мислам дека тоа нешто драматично може нас да ни помогне како некаква алтернатива на европската интеграција. Од друга страна пак, исто во говорот, академикот спомна и за идејата за одложено дејство, која навистина вака на хартија добро звучи, но мислам дека немаме реални шанси ниту во Брисел, ниту со Софија да договориме некаква таква промена. Не би сакал сепа премногу дефетист да бидам. Ако се случи тоа ќе биде голем успех за оваа влада, но мислам дека е малку веројатно. Така што ќе заглавиме во еден ќорсокак каде што најблиски сојузници ќе ни бидат Унгарија како членка на ЕУ и Србија како некаков партнер во тој коридор помеѓу Македонија, Србија и Унгарија, што сметам дека е проблематично од многу аспекти, во смисла тоа се држави кои имаат речиси хибридни, односно не речиси хибридни режими, многу големи проблеми со демократијата, такви проблеми и ние сме имале или се уште имаме, така што не мислам дека вредносно треба тоа да бидат тоа да биде патека каде ќе се движи Македонија и македонската демократија. И уште нешто да споменам во однос на ЕУ и ЕУ перспективата, а да го поврзам тоа и со катастрофата во Кочани, треба да забележиме дека големиот успех на здравствените работници дома, но и тоа дека нема нови, се уште за среќа нема нови жртви и покрај сигурно има многу сериозни случаи таму. Освен што се должи на добриот институционален одговор на македонските власти, пред се на Министерството за здравство и на Фондот за здравство, се должи и на ЕУ механизмот за цивилна заштита, преку кој се овозможи повеќе од 80 пациенти, 70-80 пациенти брзо да бидат пренесени во повеќе од 10 држави членки на ЕУ. И тоа е нешто што малку мислам дека го спомнуваме, а е нешто што навистина кога ни е најтешко ни заврши голема работа. И се надевам дека и нема да има понатаму други жртви. Да, исто така, на крајот само сакам да прашам еве една политичка оценка за состојбата политичка кај нас. Оваа трагедија се уште нели е во некоја прва фаза, зборувам како дел од истрага, се уште предметот се гради, јавноста чека да види како тоа ќе заврши, како воопшто ќе почне уште, па да завршува треба време, во смисла дека проструја информации, таравари дека сака да се повлече, дека има внатре коалициски проблеми, за тоа како се поставила вреди во ситуацијата, имаат кадровски проблеми, левица најавува интерпелација за министерот за внатрешни работи Тошковски, веќе и тоа се шушкаше, се зборуваше во политички кругови. Негде на почетокот од разговорот Борјан ти рече, владата е стабилна, го има она мнозинство, сега помина изборите, нема никакви сигнали дека нешто внатре коалициски се случува, но сепак оваа трагедија може да представува ризик за политички поместувања внатре. Да, секако може да представува. Во однос на овие внатре коалициските превирања, искрено немам информации, не би можел да коментирам. Повторно ќе кажам, најмногу зависи од тоа како ќе се однесуваат главните функционери и дали ќе направат некоја голема грешка која може да им се одбие од глава. И исто така треба да бидат свесни и да внимаваат ова да не стане покритие за авторитарно вртење
кон одредени пракси кои сме ги виделе порано, а не сакаме сега да ги видиме повторно. За сега мислам дека навистина треба да веруваме во искрените намери за рестарт, но тој рестарт треба да биде темелен и да почне од својот двор. Значи, постоја, сме ги коментирале, мислам дека дури во ова студио, одредени преседани кои ги направи оваа влада во првите неколку месеци, и мислам дека добар чекор напред за да добие граѓанска симпатија и поддршка е да почне од средување на некои недоследности во својот двор, за да покаже дека навистина сега е моментот за рестарт. Тоа значи да не се именуваат директори по партиски клуч кои можеби ги немаат доволните квалификации. Тоа значи да не се премолчува доколку се утврдат фалсификувани дипломи кај назначени директори и така натаму. И се надевам дека ако тоа го направат, имаат шанса навистина тоа што сега го најавуваат, навистина да го истераат, и така и граѓаните ќе застанат позади нив и ќе имаат уште поголема поддршка од таа што сега имаат. Вајде, набројавте неколку случаи, јас ќе го набројам овој последниот, кој воопшто не излезе наивна работа, бруталниот напад на вработена во Центар за социјална работа во Прилеп од страна на 50 годишен маж. За сега да излезе работата дека човекот пред 3 дена при транспорт од болница во Демир Хисар на пат кон Прилепскиот суд успел да при транспорт им побегнал на надлежните. Обезбедил пиштол и го извршил нападот. Ова е еден инцидент за кој што веројатно треба одговорност и одговорен или кој го превезувал, како избегал и на директорот и на полицијата ли што го носела до судот. Еве уште еден случај на кој тоа велам, значи навистина каде и да тргнеме имаме импровизации, имаме недоследност. Дали знаете на пример дека полициски службеници кои ги обезбедуваат највисоките функционери во државата возат без појас. Еве, јас тоа го следам као хоби, затоа што во близина често пати има такви коли. Сите коли, појасот им е позади, за да не им свири на шкодите, позади им е ова. Значи, една групна импровизација, која, еве, вакви катастрофи треба да не потсетат дека треба да го почитуваме законот, затоа што законот не е тук. Ние не сме окупирана држава, па сега некој ни наметнал нас правила. Наша е државата, наши се правилата и тие правила на крајот од денот нас не штитат. Ако има, не дај Боже, сообраќајка, возачот на тој функционер ќе загине, а можеби ќе загинат и сите со него. Така, да. Поентата е таа. Мора да завршуваме. Јас го спомнав последниот случај, бидејќи можеби немаше... И тој случај е во истиот контекст. Сигурно не известувавме за бегството негово, но бидејќи последично се случува брутален напад, сега се отвора и ова прашање. Боријан Ѓузелов, благодарам за овој разговор. 30 на минути сме во студиото. Благодарам. Благодарам. Почитувани, тука завршува Аргумент Плюс за денеска. Од мене пријатно.